Во Меѓународниот суд на правдата во Хаг, денеска и утре Грција ги изложува своите контрааргументи во рамките на јавната расправа по тужбата на Република Македонија, дека Атина ја прекршила времената спогодба, подпишана од двете земји во 1995 година, со тоа што го блокирала членството на Македонија во НАТО, на самитот во Букурешт. Според писмените податоци на Атина, кои се објавени на веб страницата на судот, грчката страна својата одбрана ја темели на контраобвинување дека Македонија е таа што ја прекршила времената спогодба. Клучниот доказ што ќе го презентираат пред 15 судии е дека одлуката на НАТО на самитот во Букурешт во 2008 била едногласно донесена и затоа судот треба да се прогласи за ненадлежен на предметот. Македонскиот тим правници, кои во понеделникот и вторникот го презентираа своите аргументи, истакна дека Грција ја прекрши времената спогодба од 1995. Професорот Пиер Клаин од Универзитетот Либрие во Брисел во своето излагање подвече дека не држат аргументите на Грција, според кои предметот на овој случај одлуката на НАТО на самитот во Букурешт 2008. Грчките контрааргументи дека Македонија е таа која прекршила времената спогодба се неосновани, оцени француската професорка Женијем Бастит Бурдо. Оти ако е така, Грција не мораше да чека досега, туку можеше и порано да поднесе тужба. Во воведното обраќање на устната расправа, министер за надворешни работи и застапник на Македонија пред Меѓународниот суд за правдата, Антонио Милошовски, истакна дека случајот е едноставен и јасен оти договорите мора да се почитуваат. Сутрешното излагање на Грција ќе заврши првата фаза од устната расправа од процесот во Меѓународниот суд за правдата, кој ќе трае до 30 март. Во втората фаза, на 28 март, тимот што ја представува Македонија ќе има можност да одговори усно на одбраната на Грција, а јавната расправа ќе биде заокружена на 30 март со завршниот збор на грчката страна. По крајот на вториот круг од расправата, судот ќе се повлече до донесување на конечната одлука. Пресудата се очекува да биде соопштена најдосна на есен.